Представка поднесе и Левица, кој вела дека логиката на ЗАЕФ е целосно обратна и дека со овој закон всушност државата и луѓето се делат по етничка линија, а не зближуваат како што тврди власта. Со Реџеп Исмаил од Левица зборуваше колегата Матеја Петровски. Денеска премиерот Заев кажа дека џабе законот за јазици ако нема правдина. Тој како да го смени својот став сосем од како искочи драфт верзијата на Венецијанската комисија. Левица прва го обжали овој закон на Уставниот суд, но Уставниот суд молчеше. Според вас, зошто е тоа така? Па не би можел да кажам зошто Уставниот суд молчеше, веројатно затоа што е под директно влијание на власта, но би сакале ние да нагласиме како Левица дека со законот за двојазичност е обратна логиката од она што власта се обидува да представи. Односно, Заев имаше една изјава во насока на тоа дека законот е направен за подобро разбирање. Во суштина, обратна е логиката, затоа што законот, идејата за закон за двојазичност, во суштина, уствари, систематски, дополнително го сегрегира општеството, по етничка линија се разбира. Во однос на Венецијанската комисија, би сакал да кажам дека прво апсолутно политички многу незрело и штетно е ова што ние, значи како општество, ја гледам и експертската јавност, сите се фатени за забелешките за Венецијанската комисија, која што она нема осет за политичките моменти за кои што зборуваме за дополнителната сегрегација која што ќе направи овој закон. Значи Венецијанската комисија има некои забелешки кои што се во ред, окей, но ваквата, да кажам, апсолутна некритичност кон ваквите надворешни институции е политички штетна и политички незрела за нас, така да има многу поспорни моменти и по-негативни работи кои што може да предизвика законов од тоа што Венецијанската комисија може да забележи. Во однос на Уставниот суд, да, ние поднесовме пред 8 месеци иницијатива за уставноста. Споревме од прилика дека при носење на законот се грубо прекршени сите процедури во собранието. Тоа беше меѓупартиски договор на владата, односно на коалиционите партнери ДУИ и СДСМ. Законот има апсолутно националистичка идеја, односно тој произлегува како резултат на она што ДУИ сака да го представи пред албанските гласачи, дека се изборува, се бори за некаква нивна правда. Да, во право е премиерот дека џаве било каков закон ако нема економска и социјална правда. Вие, значи, поднесовте жалба пред Уставен суд. Долго време се молчеше. Вчера Димитар Апасиев објави дека сте поставиле прашање до Уставниот суд пред околу 10 дена, 15. Дали има некој одговор од тие прашања кои што веќе ги имате поставено? Не, се уште нема. Ние доставивме ургенција до претседателот на Уставниот суд. Со оглед на тоа што 8 месеци нема никаков одговор во однос на тоа и ние уште еднаш ургиравме дека треба да има, иако сега правниот тим кај нас предвиде дека по однос на некој деловник во Уставниот суд би требало да има реакција кога е одредена временска мерка, но се уште немаме никаков одговор. Сега малку надвор од темата. Денеска се најави обединување на десницата. Две партии, ВМРО Народна и Обединетна за Македонија, нивни членови се приклучија кон ВМРО ДПМН. Што ќе биде со вистинската левица, со оглед тоа што дека во левица имаше одреден раздор во последниот период? Видете, во левица имаше раздор кој што е тотално внатрешен раздор, кој што нема многу поврзано со оваа ситуација, но левица нема друга левица, тоа сме само ние официјалната левица која што постои со документите од Централен регистар. Што ќе биде со нас? Ние ќе си продолжиме со нашата стратегија и со нашите политики. Јас се надевам дека конечно и албанскиот блок ќе свати дека ова е само едно алиби за сиромаштијата кој што им го нуди ДУИ, во неможност да им испорача подобра економска правда и подобра социјална состојба на албанските граѓани. Дали очекувате на наредните избори, кога и да бидат тие, поголема поддршка за левица? Па се надевам, да, очекуваме поголема поддршка. Ние веќе и тоа го осеќаме во нашите комуникацијски канали, луѓе не поддржуваат, но знаете, имаме голем притисок од како од институциите на државата, така и од
разни други ентитети кои што не се директно умешани во власта, тешко е да се биде левица во оваа ситуација, но ние ќе продолжиме понатаму.